Со осамостојувањето на Република Македонија започнува и движењето на ромите за нивна еманципација. Како рамноправна заедница со сите други заедници кои живеат во Република Македонија, ромите правеа различни чекори со цел по успешно интегрирање во општеството. При тоа, припадниците на овој народ секојдневно се соочуваа со најразлични предизвици кои само ги мотивираа повеќе да продолжат со патот кон успехот. Како припадници на една од маргиналните групи, тие се соочуваа со бројни предрасуди и стереотипи кои негативно влијаат на процесот на социјална, културна и економска интеграција, особено кога станува збор за нивната исклученост од можноста активно да учествуваат во процесот на креирање и спроведување на дел од јавните политики на Република Македонија. Ова особено се однесува на младите роми кои емотивно реагираат на ваквата состојба и имаат желба и интерес да научат нешто повеќе за начините и можностите за нивно вклучување. Група на млади луѓе од Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал од Скопје, сакајќи да ја променат ваквата реалност, се одлучија да го иницираат проектот Придонесот на ромите во изградба на современото македонско општество. Истоимениот документарен филм е финален производ на овој проект, чија цел е промовирање на позитивните аспекти преку промоција на личности кои успеале преку својот личен и професионален развој да дадат значителен придонес во развојот на современото македонско општество. Јас сум Реџеп Али Чупи, актуелен директор на Управата за развој и напредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, кој што е орган во рамки на Министерството за образование и наука. Дипломиран правник сум и постдипломец по европска и меѓународна политика со дипломати. Од 2008 до 2012 бев член на извршниот одбор на Фондацијата Отворено општество во Република Македонија. Исто така, по повод 10 годишнината од донесувањето на Охридскиот рамковен договор, бев автор на студијата за состојбите во образованието за припадниците на заедниците, согласно рамковниот договор и уставните измени во делот на образованието и културата, и бев дел од публикацијата која што ги анализираше состојбите од аспект на заедниците како припадник, колку и какви бенефити ромската заедница доби и ги искористи од промените кои што ги предизвика рамковниот договор во Република Македонија. Исто така, во рамки на мојот професионален ангажман преку Министерството за образование и наука, успеавме заедно со колегите и роми и нероми кои што работат во ова министерство да бидеме дел од креирањето на многу јавни политики кои што се поврзани не само со унапредувањето на состојбата на ромската заедница, туку и за сите останати заедници кои што живеат во оваа држава. И навистина тоа ме прави да се чувствувам дел од ова општество, да се чувствувам како проактивна индивидуа која што си го нашла местото во ова општество и дава придонес во развојот на целокупното македонско мултикултурно општество. Сето ова во иднина треба да биде повод за сите останати да разберат дека сите заедници кои што живеат во Република Македонија се дел од оваа држава и сите ние треба да си ги искористиме нашите капацитети со цел да го унапредиме ова општество и да го направиме поубаво место за живење не само за нас, туку и за сите наши идни генерации кои што доаѓаат.
Јас сум Ибрахим Ибрахим, во моментот заменик министер за труд и социјална политика. Во периодот 2008-2011 бев заменик министер за правда. Инаку сум дипломиран економист со завршена постдипломска програма за дипломатија од Универзитетот во Малта, но исто така сум и постдипломец на економскиот факултет, сметковство и ревизија, но исто така и на постдипломец на факултетот на Југоисточна Европа во делот на политички науки. Од досегашниот период, значи, обавав повеќе функции каде што можев директно да влијам врз одредени состојби кои што значи подобрување на состојбата на ромската заедница. Еден од тие проекти бев координатор на проектот Рома Верзитас, каде што за прв пат се започна со директна поддршка на студентите роми и каде што преку тој проект помина околу, во периодот додека јас бев од 2001 до 2004 година, помина околу 40 студенти кои што добива директна поддршка, значи финансиска поддршка, но добива и практични обуки од тој проект. Голем број од тие студенти денес заземаат одредени позиции во институциите на системот. Исто така бев координатор на проектот преку Европскиот центар за малцински прашања во периодот 2004-2006 година, каде што преку проектот ромски експертски групи допринесовме многу во подобрување, во создавање на сенс на самото општество за проблемите на ромската заедница, каде што произлегува многу истражувања кои што зборува за каква е вистинската состојба на ромите, бидејќи во претходниот период не недостигуваше дата база на податоци кои што укажува на лошата состојба на ромската заедница во нашето општество. Преку тие ромски експертски групи се создаде една солидна дата база на податоци кои што дадоа силен потик на државата и дадоа инпут, фактички податоци преку кои се креира одредени политики. Исто така преку тие ромски експертски групи се даде допринос кон стратегијата за ромите, која што беше владин документ и каде што ромите има директно можност да дадат своји коментари на стратегијата, бидејќи сепак стратегијата како документ беше креирана од нером, но буквално му се внесена ромска душа на самата стратегија со директно учество на ромите и со нивни препораки во однос на политиките кои што треба државата да ги направи. Јас сум Мабера Камбери, инаку сум раководител на сектор за координација и техничка помош на министерот во Министерството за труд и социјална политика. Инаку сум дипломиран социолог. Пред да започнам тука во Министерството за труд и социјална политика да работев 17 години во текстилната фабрика Тетекс Тетово и од 2003 година сум во Министерството за труд и социјална политика на ова работно место. Во текот на мојот ангажман тука во ресорното министерство, во име на министерството и во име на владата на Република Македонија, член сум на неколку работни тела во рамките на европските институции, како што е Советот на Европа, значи 2 години бев преседавач на работната група Кахром и 2 години бев заменик преседавач на работната група Кахром. 4 години бев член на бордот на Фондацијата Институт Отворено општество во Република Македонија. 3 години бев член на бордот на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта. Во текот на мојот ангажман се трудам да допринесам колку што можам за подобрување на економско-социјалната состојба на ромите како една од најранливите категории во Република Македонија. Се трудам колку што е можно повеќе со сето моje знаење, со сето моje искуство што го имам, да допринесам да се намали јазот помеѓу ромското и неромското население во Република Македонија.
Јас сум Елвис Мемети, дипломиран политиколог, значи завршив политички науки, во моментов сум на постдипломски студии на меѓународно право и политика. Почнав како студент, во рамките на својот студентски живот бев активен и се обидував да придонесам за ромската заедница на тој начин што развивавме различни проекти. Уште во тоа време поттикнавме неколку иницијативи кои што беа интересни тогаш за студентите и за заедницата, како што беше првиот студентски весник Рома Индекс. Спроведовме неколку истражувања токму на тема за перцепцијата на ромите во јавниот живот. Организиравме неколку дебати на тема застапеноста на ромите во јавната администрација и во тој период тие активности ми дадоа едно искуство кое што понатаму ја поттикна мојата желба и амбиција да се активирам на поле на кој што конкретно можам да придонесам во заедницата. За моја среќа во тој период кога почнував да тражам, да барам работа, се отвори токму оделението за имплементација на стратегија и декадата на ромите, каде што во моментот сум ангажиран како советник токму за имплементација на стратегијата и декадата на ромите. Познато е дека во рамките на Министерството за труд и социјална политика, токму ние во оделението се обидуваме во координација со другите институции, затоа што барем кај ромската заедница приоритетите на кои што треба да се интервенира подразбира одредени системски активности, двајца-тројца луѓе тоа не може да секогаш да го работат. Меѓутоа затоа сме во постојана координација со останатите институции каде што ги слушаме нивните идеи, некогаш се обидуваме партиципативно и ние да учествуваме со наши идеи како да се направат одредени интервенции во животот. Јас сум Перијан Калгури, инаку имам 32 години. 12 години сум работена во Министерството за внатрешни работи. Моментално работам на аеродромот Александар Велики во полициската станица за гранични премини и работам на пасошка контрола. Значи, на оваа позиција моментално сум веќе 5 години, додека претходно 8 години работев во полициската станица за безбедност на сообраќајот и патиштата во Гостивар. Поради сето тоа мислам дека поради сета оваа моја работа и ова моје искуство, мислам дека доста донесувам за ово општество, значи за редот и мирот на нашите граѓани. И би дала апел до сите да го следат мојот и примерот на многу други што работат како мене, да се образуваат и да допринесуваат исто како мене и како другите за нашето општество. Јас сум Патмо Бајрам Аземовска, директор на СУМНАЛ, Сдружение за развој на ромската заедница во СУМНАЛ, дипломиран педагог и запишана на постдипломски студии. Имам завршено на Философски факултет, Институт за педагогија. Една од моите главни активности е работа во образованието со ромски деца. Сметам дека образованието е исплатлива инвестиција. Веќе со 8 години постоење на СУМНАЛ, веќе го гледам напредок што го направивме, сето она што го вложивме во СУМНАЛ. Многу деца запишани во училиште, многу подобрени оценки, го намаливме осипувањето на ромските деца во основните училишта, што е многу битно. Потоа ги запишавме, ги мотивиравме децата во средното образование, мотивиравме да се запишат исто на факултет. Меѓутоа, и што е многу важно, многу лица видов во мојата работа. Освен тоа, ги мотивиравме жените да продолжат со нивното образование, иако не имаат. Тоа е посебно зборувам за програмата за описменување на возрастни, затоа што ова првпат ние го правиме и горда сум што имаме сертифицирани обучувачи за работа со образование на возрастни. Горда сум што исто така имаме обучувачи за програмата Ран детски развој,
Тоа е програма преку УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика. Ова е само дел што јас го работам и преку Сумнал. И што најважно, не престануваме тука, продолжуваме понатаму со многу поголема сила, мотивација, елан и не работиме само во Скопје, тука почнуваме да работиме и во другите градови, таму каде што е потребна поддршката наша. Јас сум Рамиза Сакип, дипломирана оделенски наставник на македонски јазик. Исто така имав чест да завршам и во Централно Европскиот универзитет во Будимпешта како учесник во ромската програма за дипломирани студенти. Имам завршено и стаж во Советот на Европа и во Европската комисија во Брисел. Моментално сум тренер на Ромет програмата од страна на Советот на Европа. Моето долгогодишно искуство како тренер во оваа институција можам да кажам дека не само што имав чест да тренирам многу млади луѓе роми од цела Европа, туку исто така бев и тренер на официјалните тренинзи на Советот на Европа, каде доаѓаа млади учесници од сите земји членки на Советот на Европа, односно од целиот континент. Преку мојот активизам, односно преку моето активно учество во многу невладини организации, допринесов да се развие свеста, да се вкупното општество околу улогата на жената ромка, со тоа што бев генерален секретар во Сдруженијето на жените ромки ЕСМА. Исто така работев и на младинското прашање, долго години бев и председателка на организацијата на ромска младина Аглунипе, од каде почнува фактички поголемото учество и поголемата свест на младите роми да се запишуваат во високообразовните институции. И што би сакала да напоменам, значи сето тоа мое активно учество, безброј тренинзи на Советот на Европа, безброј активности, конференции организирани во Република Македонија од страна на сите тие организации каде што учествував, значи имав шанса и прилика да се кажувам од секогаш дека сум ромка од Македонија, а со тоа секако допринесувам да покажам дека и во оваа држава наша, која е татковина за сите нас, сме граѓани од ист ред, а што беше исто така и воодушевено од страна на сите тие мои колеги кои работат со мене во Советот на Европа, дека оваа држава е пример дека такви луѓе можат да излезат и да се борат не само за ромските права, туку и да покажат позитивен пример на Република Македонија. Јас сум Сенат Мустафов, по потекло сум од Делчево, каде што ги започнав и моите почетоци на моето школување. Таму имам завршено основно и средно образование и ги започнав почетоците во ромскиот невладин сектор во невладината организација ПУРТ во 1996 година. По моето доаѓање во Скопје се вклучив да работам како волонтер асистент на ромскиот програм во Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, каде што од 2001 година како студент бев член на бордот на Рома Верситас, програм под Фондација Институт Отворено општество Македонија во тоа време. Во 2004 година станав координатор на истиот програм, кој работеше се со цел да им помогне на студентите роми кои студираат на универзитетите во Република Македонија преку стипендирање, менторирање и останата академска поддршка. Инаку во моментов од 2008 година, од 1 април 2008 година и се уште актуелно, работам во Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, каде што сум национален фацилитатор за Македонија. Како ром, граѓанин на оваа земја, сметам дека со самото тоа што сум дипломиран правник по вокација, сметам дека и како сум еден од успешните примери за останатите роми да завршуваат не само средно образование, туку и терцијално образование, односно што успешно да го завршуваат високото образование и што во поголем број. На тој начин и помагаат на самите себе си, како и на самата Република Македонија. И сметам дека со проектите кои ги работам, финансираме нели во делот на роми и образование во Република Македонија од предучилишно до високо образование и образование на возрастни, сметам дека ја зголемуваме бројката на образовани роми
каде што Република Македонија би можела што побрзо и поуспешно да се вклучи во европските текови. Јас сум Самет Скендери, роден сум во Гостивар. Во моментот сум извршен директор на Сдруженијето на граѓани, Иницијатива за социјални промени ИНСОК од Скопје. Започнав далечната 93 година да работам за доброто на ромите во Република Македонија. На почетокот во една така тешка атмосфера на нашата заедница и полека овие 20 години дадов се од себе што можев за да заедницата наша напредува во делот на нејзината интеграција во општеството на Република Македонија. Имам учествувано во различни активности, почнувајќи од делење на хуманитарна помош на почетокот, се до развивање на заедницата, посебно на луѓето кои што работат во делот на Сдруженијата на граѓани. Познат сум како човек кој што работи во позадина. Помалку сакам да ја излегувам пред камери, меѓутоа колегите ме познаваат како еден од креаторите на движењето на Сдруженијата на граѓани на ромите во Република Македонија. Кога ќе се запрашам каде би требало да продолжиме, би сакал да кажам само две насоки. Првата насока да се развиваат кадрите во образование и да се развиваат кадрите како квалитетни чинители на општественото живење на ромите во Република Македонија. Само така можеме напред и мислам дека тоа ќе биде едно од најголемите постигнувања што заедницата на роми би можел да ја очекува во иднина. Јас сум Дженифер Джелодин, дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност во 2009 година. Од 2009 година имам посетувано многу обуки од различни области, со тоа што ме доведе да се надоградам многу повеќе од тоа што веќе го имав научено на факултет, со тоа што од Национален демократски институт ми беше возможено да волонтирам во Министерството за внатрешни работи. Волонтирав една година во Министерството. Откако ми заврши волонтерството, во моментот сум во Институтот за човекови права, проектен координатор на проектот Дискриминација на роми во образовниот процес, кршење на зидот на одбивност и сегрегација. Целта на проектот е да се промовираат, почитуваат и уживаат човековите права без дискриминација на ромската популација и да се подигне свеста на релевантните власти за националната легислатива, како и меѓународните обврски со кои се забрануваат индиректната дискриминација. Исто така во овој период сум вклучена во проектот ОТОПСЕ, кој што е за млади роми професионалци. Станува збор за најдобри практики на роми, кој е регионален проект од цел Западен Балкан. Во иднина се гледам како успешен инспектор во Министерството за внатрешни работи, се со цел да се подобри сликата на ромската заедница во нашата држава. Јас верувам дека со мојата работа ќе придонесам за успешноста за развојот на општеството на Република Македонија.
викам Ана Мустафова. Дипломирав на Филозофскиот факултет социјална работа и социјална политика, поточно во насоката на социјална политика, и можам да кажам дека сум меѓу првите дипломирани, не речем и единствените, кои што завршиле на социјална политика смер. Во моментов сум студент на постдипломски студии по дипломатија и во иднина се гледам себе си можеби како еден дипломат во некој од европските држави. Во моментов делувам како координатор на младинската програма во Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал и работам со деца кои што се во училишна возраст, а воедно ги опфаќам и младинците кои што се во средно образование со креирање на програми во таа насока. Како бекграунд за себе го имам и работното искуство во Фондацијата Отворено општество во Македонија во здравствената програма, каде што многу поконкретно се занимававме со ромски прашања, односно од аспект на здравствената политика поврзана со ромите. Благодарна сум на тоа што Сумнал ми ја даде можност да можам и понатека да придонесувам за развојот на ромската заедница пред се, како дел од македонското општество, а воедно и сето мое стекнато образование да го насочам за подобрување во развојот на самата држава, како за ромите, така и за сите останати етнички заедници во Република Македонија. Јас сум Алма Мустафовска-Салимовска по професија адвокат. Во 2003 година дипломирам на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. 2007 година го положив правосудниот испит како еден од условите за продолжување понатаму да се работи како адвокат. Веќе во 2008 година го положив адвокатскиот испит. Со полагањето на адвокатскиот испит веќе ги исполнував сите услови за да можам да почнам да работам самостојно како адвокат во сопствена канцеларија и веќе од 2009 година работам како самостоен адвокат. По моето дипломирање во 2003 година како дипломиран правник започнав со активно мое вклучување да работам во невладиниот сектор, тоест во здружение на граѓани кој обезбедуваше бесплатна правна помош на лица без државјанство и на баратели на азил. До 2005 година работев исклучиво на обезбедување на државјанство, во постапките за стапување на лица во постапки за прием на македонско државјанство, со тоа што најголем број од клиентите ми беа роми, кои не го регулираа својот државјански статус во Република Македонија, а веќе со донесување на Законот за азил и привремена заштита започнав да работам со застапување, тоест обезбедување на бесплатна правна помош на баратели на азил, лица кои што имаат добиено хуманитарна заштита и на лица со признаен статус на бегалец, со тоа што им обезбедуваме бесплатна правна заштита во првостепениот орган, па понатаму и застапување пред судовите. Најголем број од клиентите исто така ми беа лица од ромската заедница. Веќе во 2009 година започнав да работам како самостоен адвокат, при тоа што имам клиенти од сите етнички заедници, сите националности во Република Македонија, независно од тоа кој како доаѓа им се обезбедува правна помош. Меѓутоа и покрај тоа што почнав да работам како самостоен адвокат, сепак бев активно вклучена во ситуации кога на невладини организации им е потребна бесплатна правна помош, особено за припадници на ромската заедница. За мене најголем успех во моето досегашно работно искуство и во мојот живот е тоа што станав првата жена ромка адвокат во Република Македонија и тоа што имам клиенти независно од нивната национална припадност и застапување пред судовите во Република Македонија, не само на роми, туку и на други клиенти. За да се стане успешен во својата професија, според мене не е битна националната припадност или припадност на ромска или било каква друга етничка заедница, туку најбитна е мотивацијата, покрај компетенцијата, мотивацијата, амбицијата, посветеноста, само довербата самиот во себе, независно повторно ќе спомнам од која национална припадност си,
фер однос према сите, независно дали ти се клиенти, дали работиш бесплатно, дали те плаќаат. Битно е да бидеш мотивиран, да имаш амбиција, да имаш цел и да се потрудиш да ја постигнеш својата цел. Јас сум Лолита Хасани, дипломиран правник на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Оваа година треба да магистрирам исто така на Правниот факултет Јустинијан I насока меѓународно право и меѓународни односи. Моите достигнувања во областа на ромските прашања во Република Македонија, едно од моите достигнувања е што секоја година со помош на моите професори од Правен факултет Јустинијан I, како и студентите и мои колеги, организирам јавна дебата на тематика Ромите денес, каде сме ние со дискриминацијата во Република Македонија. Како едно од моето најголемо достигнување годинава е што ја добив можноста да бидам на 5 месеци на пракса во Брисел, во Европската комисија, токму во одделот за проширување на Европската унија кон Балканот и Турција, DG Enlargement. Јас бев избрана благодарение на Roma Education Fund од Будимпешта. Бев таму како ромка представничка на ромите од Република Македонија. Можам да кажам дека многу сум среќна што таму успеав на колку толку успеав на другите практиканти, на другите луѓе и колеги кои што работеа со мене во таа средина, да им објаснувам кои сме ние ромите, бидејќи јас себе си секогаш кажувам и секогаш ќе кажувам дека јас сум горда ромка, горда сум со мојата нација и со мојот народ, бидејќи ние ромите имаме толку многу богати вредности кои што заслужуваат да бидат видени од страна на јавноста. Меѓутоа, бев толку среќна што сите беа заинтересирани во врска со ромската традиција, ромската култура, нашата ромска голема диверзија, бидејќи нас не има насекаде околу светот. Бев исто така среќна што ја имав и честа да одржам исто така еден мој настан по моја иницијатива во Европскиот парламент во Брисел, од каде што добив исто така поддршка и простор, каде што креирав еден настан Ромите денес, еднакви меѓу еднаквите, дали сме ние еднакви со еднаквите со мнозинствата во Македонија и во Европа. На тој настан беа инволвирани многу различни студенти од цела Европа, кои што дискутира и беа заинтересирани за ромската тематика. Моите амбиции и цели секако се во доменот на ромската тематика, бидејќи навистина сакам да му помогнам на мојот народ, бидејќи ние заслужуваме, ние ги имаме нашите права, меѓутоа исто така заслужуваме тие права да бидат имплементирани и нашите вредности да бидат исто така признаени од пошироката јавност. Јас сум Ариф Пини, доктор по општа пракса, вработен во болницата во Гостивар, Ферид Мурат, во одделот Ургентен центар. Тоа што би сакал да истакнам е и дека паралелно сум на специализација по интерна медицина, веќе 3-та година на специјалистички студии во Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, медицински факултет. Тоа што посебно би сакал да го истакнам е дека после моето дипломирање, значи на медицинскиот факултет во Скопје, моето прво работно место беше како професор во средно медицинско училиште во Гостивар, каде што имам можност да предавам во средно образование и да држам часови по практичните предмети во ова средно училиште. Тоа што би сакал да го особено истакнам е дека тоа беше првото кршење на мраз или првата борба со стереотипите и предрасудите на околината, бидејќи јас можам да кажам дека сум еден од единствените, ако не и првиот професор кој имал можност во Република Македонија да предава во средно медицинско или стручно училиште. Таму работев 1 година во тоа средно училиште, потоа имав можност да се запослам во болницата Ферид Мурат во Гостивар, како што реков, во ургентниот центар. Таму веќе работам 2 години, можам да се похвалам дека успешен сум, дека веќе имам голем број на пациенти кои кажуваат позитивни работи за мене, зашто многу се гордеам. И тука исто би кажал дека можеби е
кршење на мраз или борба со тие стереотипи и предрасуди дека Ром не може да биде лекар, но не само лекар, него успешен и добар лекар. Јас тоа го потврдив и тоа го докажав со мојата работа. Тоа го докажав со многу труд, со желба и докажав всушност дека ромите може да бидат многу добри доктори и успешни. Многу сум среќен што имам можност да бидам доктор, но не само на роми, него доктор на сите народи, и тоа ме прави многу горд. И ме прави горд тоа што често знаат пациенти да ме побараат, па дури и кога не сум на работа. Тоа за мене говори дека има некоја си доверба, дека стекнувам некој поверение кај пациентите, што навистина тоа само може да се чувствува, тешко да се искаже со зборови. Јас сум доктор Шајеп Исени, доктор по општа стоматологија, вработен во приватната ординација доктор Бојана Дентал. И сум првиот ром стоматолог кој е официјално вработен. Исто така и моментално сум запишан на постдипломски студии на стоматолошкиот факултет од областа на општата стоматологија. Да се биде стоматолог за мене представуваше предизвик, пошто со запишување во средното завод-техничко училиште ја засека професијата и одлучив да продолжам со мојата едукација и да се запишам на стоматолошкиот факултет, каде што го завршив во одредениот период и каде што го поминав и стажот. Исто така, по завршување на факултетот, се запишав на постдипломските студии, каде што ми останува уште да изготвам магистерската теза и да бидам првиот ром магистар по стоматолошки науки. Покрај оваа работа, како стоматолог, се со цел да се мотивираат младите роми да продолжат со својата едукација, сум и волонтер во Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал, каде што повеќе пати сум присуствувал и сум ги мотивирал децата да се запишат на задолжително средно образование, но да продолжат и на универзитетот, па некои од нив и да продолжат тие што имаат желба и на медицинските факултети. Јас сум Бајса Рифовска, професионален музичар, изведувач на традиционални инструменти и моментално вработена во националната установа Танец. Можам да кажам дека е така една доста убава работа и благородна. Друг мој успех е исто така за запознавањето со мојот професор Драган Дотовски, кој што всушност ми ја наметна ми ја предаде таа работа, што се вика. Потоа, успех и задоволство е исто професионалната работа со него во неговиот квартет, Драган Дотовски квартет, со кој што човек доста научив за музиката, доста научив да се открием и да се дадам себе си во она што го правам како уметник. Успехи и тоа што е веќе месец дена сум во националната установа Танец како изведувач на народни инструменти. Делата со кои што еден човек придонесе во својата држава, всушност го красат него
како личност и придонесува нели во развој на македонската култура. Значи делата се концертните активности, делата се она што човек го прави за да се зачува една традиција, значи истражување, негување на македонската музика, запишување на сите оние песни, ора што ги наследуваме од нашите дедовци, прадедовци. Јас сум Денис Семин, дипломиран и магистриран по инструментот хорна, дувачки инструмент хорна. Работам моментално во Македонска филхармонија. Интересот за музиката кај мене се јавува уште од раните детски години. Покрај тоа што потекнувам од музичко семејство, музичкото образование го започнав од 15 годишна возраст, кога се запишав во средното музичко училиште Илија Николовски Луј. Се запишав на инструментот, дувачки инструмент хорна. Поради тоа што освен брат ми, друг ром не свиреше на таков тежок и интересен инструмент. Музиката и уметноста ми се нешто посебно во мојот живот. Најголема желба ми била да работам во некој од престижните оркестари, дали тука или во надвор од нашата држава, али ете за среќа ми се укажа можност да почнам да волонтирам тука во Македонската филхармонија. Волонтирав околу 2 години, потоа почнав хонорарно да работам и еве конечно се вработив се. Имам настапувано на многу надпревари и настапи. Еден од најбитните кој што сум настапал со Македонска филхармонија се Охридско лето. Една од најдрагите би ги издвоил настанот што беше со Македонската филхармонија во Оман, во Саудиска Арабија. Исто така сум дел и од францускиот оркестар, тука кај нас во Македонија, кој снима филмска музика во Македонската радиотелевизија. Јас сум Денис Семин по национално стром. Чест и задоволство ми е што придонесувам за афирмација на културата во Македонија. Јас сум Севдија Демирова Абдулова. Во моментов сум уредник на ромската ТВ редакција во Македонска радио и телевизија. Инаку зад себе имам 19 години работно искуство како новинар во редакциите на ромски јазик во радио и во телевизија во Македонската радио телевизија. Она што е битно и што сакам да го напоменам е дека за тие 19 години работа, значи редакцијата во која што работев и самата јас ја имавме превземено улогата на креатори на јавната свест, особено за сето она што се случува со ромите. Секаде каде што имаше потреба, секогаш кога имаше било каков настан врзан за ромите, ние доаѓавме, снимавме истото тоа, го презентиравме на најдобар можен начин, објективно, опфаќајќи ги сите страни, сите чинители во едно случување. Со самото тоа што паралелно со развитокот и на невладиниот сектор се развиваше и редакцијата, која што постои повеќе од 20 години. Ние бевме амбасадори и на ромското движење, на ромскиот литературен јазик, кој што се негува исклучиво во нашата редакција и во нашите емисии. Она што во моментот го правам е што сум постдипломец на турска книжевност на факултет, на филолошкиот факултет во рамките на
Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тоа е моето второ нешто што работам поврзано со литературата и книжевноста на ромите во Република Македонија, како дел од председателството на Републичкиот центар за културно-просветно и духовно напредување на ромите во Македонија. 20 години работно искуство во неколку области, сета своја љубов кон својот народ, она што го имам дадено од себе си придонесува за еден многу подобар мултиетнички живот во Република Македонија, потенцирајќи ги разликите меѓу нас, меѓутоа и успесите, и се надевам наредните успеси кои што ќе ги дадат ромите за ова општество, за нашата заедничка држава Република Македонија.